Da imаме среќа, да има љубов меѓу луѓето и да се почитува. За ново години и на здравје. Ovo je mnogo poodavno izgradnje. 26. Bez mene ne može biti. Podaleko. Čekaj. Ajde, sve spremni jedno. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Dobri ste? Dobro. Dobar dan, da mi govori naši makedonski. Energija sve. Energija treba. Super. Često do igrajante cena, to mnogo, ne znam. Ja sam sad je ustigao samo. Почитувани драги граѓани на Кочани, почитуван градоначалник на Кочани, председател на Советот, членови на Советот, почитувани представници на медиумите кои што сте денеска со нас, представници на државните институции, гостите од Словенија, од Хрватска, од Украина, почитувани пријатели. Нашата земја има повеќе нешта на кои може да се гордее. Нешта што се препознатливи, автентични и кои заслужуваат максимална поддршка и внимание. Затоа, мене и нас, представниците од владата, од парламентот, денеска овде присутни и сите други, ни представува посебна чест да присуствуваме на завршните содржини од програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, чиј организатор е Општина Кочани. Оваа манифестација, оваа година, по 28 пат, го популаризира Оризот, символ на Кочанскиот крај, македонскиот бисер на трапезите. Општина Кочани се погрижи деновите на Кочанскиот Орис со својот меѓународен предзнак да станат и манифестација на нови пријателства, преку гостување на официјални општински, стопански и културни делегации од различни држави, и тоа во времето на собирањето на родот од Кочанските полиња. Кога станува збор за поддршката на земјоделството и за оризопроизводството, дозволете ми да истакнам дека како никогаш досега од постоењето на нашата држава, ниту една влада нема издвоено буџет за земјоделството и земјоделците како буџетот на оваа влада кој го има обезбедено за 2019 година. Со последните измени во ребалансот на буџетот, вкупната поддршка во земјоделството достигна близу 7 милиарди денари. Само за Оризот, со ребалансот на буџетот се обезбедени дополнителни 50 милиони денари за дополнителна субвенција од 5 денари за килограм, произведена и предадена оризова арпа кај регистрирани откупувачи до 25 декември 2018 година. До крајот на октомври очекуваме овие пари да ги добијат оризопроизводителите.
Тоа е секако само еден мал дел од мерките кои оваа влада ги применува како врвна грижа за земјоделците и за граѓаните што живеат од оваа дејност, како вистинска грижа, почитувани граѓани, за вашиот труд. Во 2019 година висината на субвенциите по хектар за обработлива земјоделска површина со сертифициран семенски материјал изнесува 25.000 денари, за разлика од лани кога таа изнесуваше 12.000 денари. Тоа е зголемување на повеќе од 100%. Минатата година субвенцијата по хектар за обработлива земјоделска површина со сертифициран семенски материјал за површини од 5 до 50 хектари изнесуваше 14.400 денари. Оваа година дури 30.000 денари. Повторно зголемување за повеќе од 100%. Ако лани субвенциите по хектар за обработлива земјоделска површина беа без сертифициран семенски материјал изнесуваше 6.000 денари. Оваа година таа е зголемена за 3 пати и изнесува дури 18.000 денари. Голем забележителен раст има и кај откупните цени. Откупната цена на белиот ориз од реколтата 2018 бележи пораст од 8 до 13 денари по килограм како раст на цените. Конкретно, крупниот бел ориз се откупуваше по цена од 45 до 50 денари за килограм, за разлика од реколтата пред само 2 години, 2017, кога откупната цена беше од 35 до 37 денари. Зголемување има и на откупната цена на оризовата арпа, која за 2018 година достигна од 20 до 24 денари по килограм. За подсетување, реколтата 2017 носеше цена од 14 до 18 денари по килограм. И откупната цена на ситната арпа бележи пораст од 4 до 8 денари по килограм во зависност од квалитетот. Почитувани мои сограѓани, парите се враќаат кон земјоделците како никогаш досега. 288 милиони денари се обезбедени за исплата од претходни години за обработлива земјоделска површина, за поледелци, градинари, лозари, овоштари, производители на семе и саден материјал. 151 милион денар ќе се исплатат на сите градинари кои собственото производство го имаат предадено во преработувачките капацитети за зеленчук. 179 милиони денари се обезбедени за исплата на млекопроизводителите. 40 милиони денари ќе се исплатат за откупена пченица од родот само за 2018 година. Обезбедивме 160 милиони денари за исплата на производителите на јаболка од реколтата 2018. 40 милиони денари се издвоени за исплата на сите заклани свињи поради депопулација од свинската чума во регионот. Почитувани земјоделци, почитувани граѓани, продолжуваме и со повисоки во иднина поддршки за земјоделците и тоа ќе расте и секако субвенциите ќе продолжат навремено да стигаат до земјоделците. Дозволете ми да завршам со тоа што ќе потенцирам, дека редовно ја следиме реалната состојба во земјоделството. Тоа е наша должност, бидејќи земјоделството е еден од носечките столбови на македонската економија. Токму затоа се става посебен акцент на развојните мерки и проекти, но и нови инвестиции кои ќе придонесат кон забрзан раст на оваа стратешка економска гранка. Владата продолжува да го поддржува Кочани, затоа што овде живее значаен работлив дел од нашето население. Ви посакувам на сите да ви се множат успесите. Нека ни се честити деновите на оризот, вечна да ни остане традицијата. Благодарам.